телевизија, твоја телевизија. Љубители на ракометот, добро вечер и поздрав во студиото на телевизија Тера по 11-ти пат. Посветено, знаете, на 24-тото светско ракометно првенство кое што се игра во Доха во Катар. Денеска започна, а за жал наша жал и завршија овие нокаут над преварите, односно над преварите од втората фаза во Доха. Веројатно сите го знаеме резултатот, пораз од Словенија. За тоа како што поразот она што јас, моје видување, како и секогаш, малку подолу во емисијата би сакал збор с два, само на почетокот да кажам генерално во врска со нашиот настав, веќе завршен во Доха. 6 надпревари, 4 победи, 2 порази. Значи, апсолутно нема место за некое разочарување или, не знам, ние како што сме сега склони од трагедија кон еуфорија, апсолутно нема место тука. Затоа што е позитивен резултат, 4 победи, 2 порази, тоа е позитивен резултат. Ако зборуваме за крајната цел, четврт финале, да се дојдеме до борба за одење во Рио, за Олимпијада, не успеавме, не е ништо трагедија, поготово за оваа генерација, бидејќи само последна година Европското првенство кога се игра, имаме повторно оваа шанса, сега ќе видиме до крајот на ова светско првенство како ќе се одвиваат работите од европските селекции, кои каде пласирани така натаму. Да не ви ги разглавам сега тие шеми, ќе имаме време ќе ги видите. Значи имаме сепак шанса да ги фатиме тие квалификации за Рио и повторно да се бидеме на нашиот пат. Она што не ми се допадна мене, морам да го кажам уште на почетокот, тоа е само во самиот старт, кога излегоа на терен, сега не мислите вие дека јас памет солам од овде, меѓутоа навистина ги знам и ги познам играчите и не знам што се случуваше, ево сега јас кажувам пред сите да има изјава или било како, ќе да знаеме од која ќе се вратат. Не знам зошто не беа тие играчи, го немаше оне жар во нивните очи. Ја немаше она, далеко од тоа дека тие не пружија максимум. 200% сигурно дадоа своите можности. Меѓутоа, едноставно не беше денот на репрезентацијата како колектив, правиме сега. Како колектив не беше денот, некако нешто немишти имаше уште на почетокот, а што е тоа и како е тоа ќе се кажат самите играчи и стручниот штаб. Мислам дека за вовед тоа е доволно. Нормално, таму се Зора Мишевски ме вуче во Доха, да видиме веднаш после надпреварот првите изјави, импресии како сакате. За жал, македонската ракометна репрезентација не успеа да го оствари четвртфиналниот сон и да затрпа на вратата на олимписките квалификации за Рио де Жанеиро. Словенија 3 години по поразот во мечот за петото место во Комбанк арената во Белград ни се реваншира и во многу побитен надпревар денес во Ал Саат арената во Доха не совлада со 30-28 полувреме 16-15. Мора да признаеме заслужена победа на избраниците на Денич, кои со мали случаи водеа од првата до 60-та минута, беа подобри во организацијата, во одбраната и во нападот. Нашиот национален тим пред се во одбраната го загуби мечот. Имаше 16 примени гола во првото и уште 14 во второто полувреме, серија на технички грешки на крајот двојно повеќе од противникот, дури и стативите ни го свртија грбот во одлучувачката фаза од мечот. Се до 40-та минута кога Ѓоргиевски го реализираше својот петти гол и намали на 21-20, бевме во мечот. Меѓутоа словенците имаа милион ресурси. Нивниот фантастичен голман Шков собра 11 интервенции, одбрани 3 седмерци и уште 4 зицери. Гајч реализираше 9 гола од 10 обиди, а и ракометарите од клупата дадоа голем придонес во победата. Ако Доленец и Скубе беа рафални во првото полувреме, Натек не дотолчи во последните 5-6 минути. Македонската репрезентација најверојатно ќе го оствари најдобриот пласман во историјата на светските првенства. Го очекуваме расплетот, но веројатно ќе бидеме блиску до 11-тото место во Хрватска 2009 година, а ќе имаме уште една шанса за остварување на олимпискиот сон. Тоа е Европското првенство во Полска наредната година, за кое што најнапред мора да се квалификуваме. Тоа е она што говорев на почетокот и она е што јас не го сакам сега да се елаборира после
Мислам, нормално е тоа разочарувањето е присутно кај сите, ќе видите подосна веројатно и кај, бидејќи имаме извештаи од ракометарите, има неви интервјуа и така натаму, меѓутоа јас веднаш би преминал на тоа каде мислам дека јас го загубив мојот надпревар. Прво и пред се, веројатно она што го говорев пред малку во воведот на емисијата, тој пристапот, начинот, физиономијата на играчите, начинот на загревање, начинот на влез во надпреварот, како не ми се допадна, веројатно е тоа до некоја психологија, си наметна самите, не знам, ние барем, јас никогаш не сум рекол, другите медиум не знам, не читав некој поголем, страшен некој притисок, сами се наметна играчите, верувајќи во својот квалитет, дека можат да стигнат до тие квалификации за Рио. И мислам, веројатно, дека и малку и подлегнаа на тие притисоци. Зошто говорам тоа? Премногу обрнавме внимание на почетокот на надпреварот на десната страна на словенската репрезентација, заборавајќи го Скубе. Исто така заборавајќи дека на средина го имаме Урош Зорман, член и на Барселона, своевремено меѓу 2-3 најдобри светски средни бекови и така натаму, и Шпилер и така, и ги има многу. Знаеме, веќе зборував за профилот во вчерашната емисија на играчите. Значи, обрнувајќи внимание на Гајич, на Доленец и така натаму, забравивме малку на Скубе, кој што на почетокот не разби. Во тој период, повеќе Миркуловски, веднаш да кажем, нашиот најдобар играч на светско првенство, најкомплетно го зборувам, не е тој најдобар во постигнување погодоци, не. Меѓутоа, со оглед на задачите кои ги извршуваше во одбрана и среден бек во напад и така натаму и во нетешките моменти, тој беше тој. И знам дека еден од клучните моменти, ако не и клучниот, е неговото исклучување. Црвен картон, каде што не можам да не тврдам ништо дека оправдано или неоправдано. Факт е дека старт имаше, меѓутоа дека и се наведна малку Зорма, мислам беше во тој дуел и не сакајќи веројатно имаше удар во главата и така натаму. Меѓутоа факт е и непобитен дека со неговото излегување многу загубивме. Исто така, ќе кажам дека и на почетокот премногу обрнуваше внимание да помага на позиција број 3 на Веле Марковски или Јоновски така натаму, заборавајќи на колку е опасен Скубе. И тој беше и Скубе и уште извинете во ова не ми текнува овај новиот играч кој што го воведе Дениш многу лукаво Итро, го лев бек. На почетокот два постигнува на 2 голови, и тоа од 9 метра, со тоа малку не подизлажи да подизлезиме. После вкрстување со средниот бек и од 9-9,5 метра, што не е својствено за словенечката репрезентација, знаеме и во карактеристиките вчера го најав, и со тие 2 гола на почетокот, малку е разниша нашата одбрана. За после тоа, сами да се доведеме во неприлика и постојано тоа што го говорев, да се разбериме, не го зборувам дека е кривец, Ацо се играше Сироти Јоновски и повредени се и денеска го играше, меѓутоа е факт дека денеска апсолутно па денес не знам дали доби единствен дуел и тој Веле Марковски. Со средните бекови без разлика кој во тие вкрстувања да доеше на среден бек. И тука беше тој проблем во средишницата. Зошто проблем? Јас кажував и вчера, со закон забрането играта меѓу 6 и 9 метра за словенечката репрезентација. Тука е нивната главна опасност и тука се тие 80% од головите словенеците го постигнуваат и натаму ќе видите. Во ова некаде меѓу 6 и 9 метри територија и во продолжен фаза полуконтранапад или продолжен напад. Ќе ви го објаснам после и тоа. И во тоа и денес се повтори, она што говори дека не сме апсолутно да се дозволи овде, зошто? Тие се многу опасни кои ќе дојде овде, имаат контакт со кружен напаѓач, проигрување, исклучување и така натаму, многу побрзи се од нашите играчи и дека доколку излеземе, како што излезе Јановски на 2 пати на исклучувањето на 9,5 метра 10, излезе на Шпилер и не знам на кој беше до исклучување. Не може да се игра 1 на 1 против овие, затоа што физикусот не го дозволува да играч од 2 метра против Зорман, Шпилер, Скубе и не знам и кој да беше на среден бек. Значи, самото своја предноста наша не си ја користевме, него нашите мани ги истакнувавме со тоа што ќе изгледаше напред било кој дали Велко Марковски или Ацо Јоновски и уште тука не разбива. И се што се случува. Најлошото за голманите. Затоа нема да заборавам, апсолутно денес немавме помош од голманите и тука тоа е факт. Јас пробвам сега да ви објаснам зошто го немавме таа, бидејќи Борко и Перо Дивине заборавија преку ној да бранат. Ова е таа проблемот, затоа што кога дојдеа многу блиско ни доаѓа, особено на човек помалку, ни доаѓа многу блиску и сега што е тука случајот. При сите овие вкрстувања, шут има меѓу 20 играчи помеѓу зона, голманот не гледа,
не гледа во последен момент, а тоа не се лесни шутеви и тоа не се ни слаби шутеви во поглед на силина, јачина на шутирање и тука е тоа исфрлање од концентрација на прво се извинувам на Ристовски, потоа и на Ангелов. Макар да тука имам сериозна, многу сериозна забелешка за Ивица Обрван, става Ангелов последните 7-8, не знам сега, да не претерувам 10 минути, не знам колку, од прво полувреме. Не беше нешто виновен за некои голови и така натаму. За во второ полувреме стартува повторно со Борко. Тоа е убиство за еден искусен голман, кога само после 10 минути го враќате на клупата, а повторно после тоа ќе побарате од тоа е страшен ризик. Во огромен број, се да не претерувам проценти и случаеви, тешко се враќа овој голман кој што ќе го извадите за повторно да влезе во игра. Зборувам за постар поискусен голман. Затоа што психологијата на голманите не е таа што ќе го врати повторно во игра. Да е млад голман, чека секој настап, секој минута му е битна, може. Со голман во сериозни години, и Борко и Перо се такви, не се прави. Многу треба внимание и тука мислам дека е од сериозните киштови на Ивица, ако веќе зборуваме, макар да јас не секам никои виновници, нити сум барал, нити ми интересира тоа. Втора работа. Како словенците, сега ќе ви кажам, тоа вториот дел, како ние, и да не зборувам, после тоа Натек не дотолчи, Јуре Натек на крајот со 2-3 гола, најнормално вкрстување и со шут од 9,5-10 метри, тоа е она што е замерката на 3 и 4, за после второто полувреме, некаде после 10-15 играше нова Никола Марковски, веќе малце и посериозно изгледаше тогаш од браната, во пар со Велко Марковски на браќата играат на 3 и 4. Меѓутоа, и тогаш имаме проблеми со Натек, макар да голем процент оди, голем удел и на душа на голманите за тие голови што беа на Натек надвор од 9,5 метра. Тука беше тоа крајниот резултат што не дотолчи. Меѓутоа, како е она втората сега работа? Одиме после промашена топка или постигнат гол наше, како сакате. Крило наше постигнува гол и паѓа во 6 метра. Баш на овие детали ви кажувам, паѓа во 6 метра. И што се случува? Додека ние се враќаме на наша половина, веќе се поставени сите словенечки репрезентативци на центарот. Зошто го говорам? Ние колку и да се враќаме, и уште еден од овие наши репрезентативци во враќањето, ако се позабави, затоа што овај го кажувам намерно, тоа е свесно се игра на тоа. Исто и после шутот пенал се игра, свесно. Значи, максимално брзо, голманот ја зема топка и доколку го постигнат гол, се проигрува и веднаш после тоа не напаѓаат, видите, веднаш имат во старт, имат човек повеќе. Репрезентацијата на Словенија. Тогаш го користеа, додека се врати нашиот играч и да проба е веќе касни. И тука е тој првиот бран, после тоа и да стигнеме веќе ненаместени, или ако се вратиме, знаеме во нашата постава кој и со Кире Лазаров и со кој исто како немаме тука некоја сериозна, и тука беа тие грот од головите кај што не фаќа словенците, тој е втор бран, онај тактички втор бран нивниот, продолжен напад или полуконтранапад. Тука е тој полуконтранапад, исто така и при шутирање на пенал. Словенците веќе чекаат сите, скоро сите, 1-2 колку седат овде само за да се види да не се одбие топка од ова. Се друго е на центар и чека максимално брзо. После ова или контранапад. Трите се овие варијанти. Контранапад имаме. И тоа мислам Манасков на 2 пати беше. Имаме полуконтра или контранапад, постигнува гол и паѓа нормално. Додека тој се подигне, се враќа голманот веќе проигрува, наместени словенците не напаѓаат и веднаш има човек повеќе. Значи, на многу едноставни начини, со трчање, меѓутоа, морам да го признам, Денич изворедно не се водеше екипата, на начин што го задржа истото темпо цело време. Значи, изворедно водење во прав момент, најпрво на лева страна, товарот со левиот бек кој што го влесе на место Бомбач, во состав денеска, потоа Јуре Натек на крајот, а во цело време притисок во средината, преку нивните кружни на овај среден бек и кружниот напаѓач. А претежно преку кружните средните бекови. И со овај притисок нон-стоп, притисок на полуконтранапад, брз центар, контранапад и тука не беше она кај што не скршија, на крајот после кажав. Главен и клучен момент по мене е исклучувањето на Филип Миркуловски. Има многу работи што се додадат денес на вистина за денешната средба, како ние ја загубивме таа средба, меѓутоа не би сакал погрешно да бидам разбран дека некого за критикување или ова, тоа никогаш не ми била намера.
Меѓутоа, мислам дека во глобала објаснив за оние љубители на ракометот кои што помалку ја познаваат ракометната игра, им помогна во тоа да сватат како изгледа и како не скршија словенците со трчење, паметна игра, многу трчење и постојан притисок врз нашата екипа. Кај на што би рекол? Требаше во два збора кажано денеска да се влези повеќе со глава, односно со ум, а помалку со срце. Срцето ќе дојде за време на надпревар, нормално кога се игра надпревар кој решава за квалификации за Олимпијада. Меѓутоа малку повеќе требаше да влеземе со ум и да ги користиме нашите, една од ретките, мислам репентации, кај што можеме денес да искористиме друга една врлина што ни е мана обично, висината. Со таа 6-0 бранбена формација што беше. А уште со ова ќе завршам. Ако се сеќавате од првиот момент, уште пред да започне светското првенство, јас говорев за тоа план Б. Тој план Б. Кога сите никој не ни помислуваа за што говорам, еве го тој план Б. Сега сакате ќе ви кажам и тоа. Знаете кога излезе и тоа, замислете Велко Марковски излезе на 5+1. Во вториот дел, баш Јуре Нате кога ги постигнуваше головите, тоа беа од немоќ, затоа кажувам и на голманите беа тие вина. Јуре Нате кога ги постигнуваше головите, тоа беа немоќ и тоа играше не е тоа 5+1, туку некоја варијанта на 3-2-1. Како да ја кажам, меѓутоа доколку е кружниот тапач што ставаа двајцата, затоа изгледаше како 5-1, нема врска. Него и нека биде 5+1. Тоа е та резервна варијанта која што требаше многу порано, обрвен, ако не уште во првото полувреме, кога имавме проблеми, да ја примени ради промена на ритам. Да ги убиеме, затоа што ние ги оставивме едни такви зналци, такви технички подковани играчи, ги оставаме со 6-0 бранбена наша формација што играме, ги оставаме несметано да се додаваат страшно брза топка и овие наши играчи после 2-3 додавања во лево и во десно или трчање во лево и во десно и нормално е после тоа паѓање и проблеми и така натаму. Затоа и ова е една од тие грешки што го дека многу порано, ако уште во првото полувреме требаше да се проба, а ова да биде завршна тупаница за нас, за да го скршиме резултатот во второто полувреме, меѓутоа што е тука е да се надаваме на подобри денови во иднина. Наред доаѓа Европското првенство и така натаму. Има се уште и од Светското првенство надпревари во кој што ќе биде телевизија Тера присутна. Меѓутоа и мене живо ме интересира, има изјави од македонски ракометари да видиме што тие има да кажат. Па добро, Словенија беше подобра од првата минута до 60-та, иако имавме шанси, мислам дека не ќе беше реално да го добиеме овој надпревар. Нивната одбрана и нивниот голман на овој надпревар направи разликата, така да нивниот голман има подобар ден од нас и мислам дека тоа е тоа. Ова е можеби моја лична една од полошите настапи во кариерата и тоа е тоа, нема многу филозофија. Па добро, дали ќе биде, дали испуштивме или не, ќе покаже времето. Мислам дека доколку извлечеме поуки од ова, ќе излеземе само посилно. Поздрав за све, честитам репрезентацији Словенije на вечерас заслужene победи. Želim sreću u četvrtfinalu. Igrali smo jednu tvrdu utakmicu, bili smo generalno slabiji u fazi odbrane, u rješavanju situacija 1-1 sa njihovim brzim igračima. U ključnim trenucima promašili smo nekakve zicere i čiste situacije koje bi nam još dale takvu nadu i na kraju izgubili. Još jednom čestitke Sloveniji. Исто сакам да честитам на репрезентацијата на Словенија за заслужената победа. Мислам дека денеска оние беа поподготвени на овој меч од нас. Влегоа, да кажам, со ладни глави. Ние не ја игравме на препознатлива игра што не красеше во групната фаза, потврдивме и во нападот и во одбраната и тоа е крајниот епилог на овој напад. Мислам дека имаме уште еден материјал, видеоклип со македонските ракометари, не знам, решија дали имаме уште еден клип за да го погледнем и тој материјал.
Very nicely taken goal by Filip Merkulovski, number 13 for Macedonia. Saved by Angelov, and the fans going wild. That was a beauty, straight in, and Macedonia with the power play having the man advantage now. Jevski's in and he scores, very nicely done, gazelle-like into the air. No, Macedonian. I know how they play. I play against them, and they have very good players. They are very intelligent. Nice play from Macedonia. That was good work by Dejan Manaskov. Goal, nicely played. 1-2 between Lazarov and Merkulovski. He's denied by Angelov, and now Macedonia can bring it away. Play good. I think this championship we play really good. Убави моменти за нашата репрезентација, за сеќавање понатаму, меѓутоа денеска се игра и други надпревари, останат други два надпревари, пред да се префрлиме на тие останати надпревари кои што се игра во оваа елиминацијска фаза. Би сакал да зборам збор два, бидејќи ја заборавив, Борко ме потсети за тоа, не заборавив колку е влијанието на голманот во една ракометна екипа, меѓутоа за денешниот конкретно надпревар. Исто така во сите најави мои, сите на интервјуа и се каде што зборував, не смееме да го разбраниме Горашков, е премногу искусен голман, исто како Мирко Алиловиќ. Исто како пред Хрватска. Не смееме да шутнеме од неизградени позиции, да влези во надпревар, да го а ние го направивме играч на надпреварот. Исто потполно како со Хрватска со Мирко Алиловиќ, меѓутоа тоа секој пораз може да биде многу поголем од победата ако се извлечат правилни поуки. Ние одиме понатаму со емисијата, имаше и други два надпревари кои што се игра, затоа нормално прво ќе го оставам Зоран Мишевски од Доха што има да каже, па потоа јас ќе ви кажам нешто. За прв пат во својата историја Катар е во едно четвртфинале на светско првенство. Избраниците на Валеро Ривера ја испишаа историјата и заслужено сите ќе добијат по 100.000 евра за пласманот меѓу 8-те најдобри. Против селекцијата на Австрија, во ниту еден момент катарците лесно не се справија со европската селекција инаку дебитант во нокаут фазата. Тие 45 минути го бркаа водството на австриците, кое што до душа не беше убедливо, но секогаш 1-2 гола избраниците на Јоханесон беа напред. На полувреме заминаа со 14-13. Одбраната и пред се одличните голмани на австриската репрезентација го невозножуваа Марковиќ и Рафаел Капоте, двајцата најдобри катарски стрелци, но во второто полувреме тие се разбудија. Црногорецот постигна 8, додека пак бразилецот 7 гола и селекцијата на Катар во 49-та минута по полго време поведе. Од тој момент, играјќи главно со човек повеќе, момците на Ривера успеаа без посебни треперења да го приведат мечот кон крај и да слават со 29-27. 8 гола на Марковиќ, 7 на Капоте, Бертан Арон постигна 5, одличен беше на голот и Стојановиќ. На спротивната страна, Роберт Вебер со 8 гола и 100% од линијата од 7 метри беше најпозитивниот австриец. И покрај поразот, и Австрија го оствари најдобриот резултат на светските првенства, минувајќи ја групната фаза и ќе биде рангирана како и македонската селекција меѓу 9-то и 16-то место. Денес понудата за четвртфиналето вели дека во тек се средбите помеѓу Хрватска и Бразил, односно Шпанија и Тунис, во кои што има изразити фаворити, додека пак утре на програмата се 5-тиот, 6-тиот, 7-тиот и 8-тиот надпревар од осмина финалето. Најголема драматика треба да има во скандинавската пресметка помеѓу Данска и Исланд. Шведска е блат фаворит против Полска, нешто поголем Франција против Аргентина, а египетската публика ќе направи пекол за германците во последниот надпревар од првата нокаут рунда. Значи, и во другите надпревари, надпреварот Катар Австрија
Барем, иако се тешки баки, нема лесно. И во досегашниот тек од средба, колку што знам пред да започнам емисијата, хрватите со бразилците ни случајно не беше лесно. Меѓутоа, како е сега, не знам. Една работа само ми се допадна кај Бразил и морам да ја нагласам. А тоа е дека секако се го негува својот стил на игра. Дали тоа се практикува низ Европа, не ги интересира, тие се го игра тоа. Што е значи длабока, 3-2-1 или 5-1 одбранбена формација. Длабока, тоа е некоја си нивна 3-2-1 одбранбена формација или 5-1 одбранбена формација, длабоко и го изфрлаат со тоа дувњак, видите се колкава растојание му е дувњак со вори, со кружниот напаѓач, тоа е прво, второ, убиена е проигрувањата на бековите, значи со самата поставеност на играта, меѓутоа дуел не смее да се загуби бидејќи ова е тешка игра, тешка зона каде што се игра 1 на 1, доколку загубите нема кој да помогне, тука е крај на приказната и затоа ова иначе за тие што не знаат 3-2-1 зошто се вика ево 1-2-3 2-1 и во секој момент каде што ќе дојди да се одигрува тоа исто така ќе има. Во секој момент имаме пак 2-3-1. И секаде каде да се појави тоа, секаде ќе има 3 на линија, 2 помеѓу 6 и 9 и 1 истурен играч напред, затоа се игра да мал час по ракометна тактика 3-2-1 одбранбена формација, која што ја практикува и бразилците, меѓутоа и хрватите не му е страна ова, со вори од овде лесно тој број позиција број 2 може да излези напред и да одигра 5-1 или 3-2-1, така да очекувам. Ево и сега ќе кажеме во натамошниот тек. И французите, и швеѓаните, и хрватите, ако се пласират, не знам, ќе видиме натаму, да практикуваат некоја од овие одбранбени формации и ќе видите дека нема баш сите сега натаму да играат 6-0 одбранбена формација, сега веќе каде што ќе има нокаут над превари, каде што е потребен притисок врз противничките ракометари, потребни се технички грешки што ние ги имаме многу денес, не смееме. Значи тие одбранбени формации очекувајте во натамашниот тек од средбата да се менуваат, не баш сите да бидат 6-0. А сега одиме на онај друг дел, топ 5 најдобри потези за денешниот ден. Trio Plus, дисконт за алкохолни и безалкохолни пијалоци на 3 локации во Битола,
Прилепска кај Арт пазар, кај Девојот и на улица Далматинска во пазарот. И на уште една локација во Ресен, на улица Ленинова, наспроти пазарот. Трио Плюс, на едно место. Најголем избор на пијалоци. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со собствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. Долу Барби веќе 24 години со вас. Комплетна линија на канцелариски производи, електронски апарати за канцелариско работење, канцелариски мебел. Долу Барби, ние секогаш нудиме повеќе. Офис Стор Битола, Пелагонка 2. Елеганција. Квалитет. Класика. Во ритмот на животот. Линкести. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. За оние кои што не го знаат резултатот, туку што го знам дека и хрватите веќе се пласирани. 26-25 за многумина неочекувано. Меѓутоа, апсолутно нема неочекувани резултати на ова светско првенство. Има изненадување и ќе има уште до крај, веројатно. Ја видиме, бидејќи сега веќе остануваат оние навистина екстра квалитетните репрезентации кои што се имаат во полн тренинг, квалитет и така натаму, континуитет ако сакате. Традиција и искуство на вакви големи надпреварувања, така да се е можно сега од денеска па натаму. Меѓутоа да почекаме, бидејќи утре има уште еден ден за вакви за осмина финални надпревари. Пред да стигнеме до таму, сега онај другиот дел доста имаше нервози денеска, малку најзабавниот дел со Стево Башуровски и Неда Маратич. Покрај честа да имаат ракометари на светското првенство во Катар, клубовите ќе добијат и парична компенсација за ангажманите на нивните играчи на првенството. Светската куќа на ракометари за учество на Мундијалот на секоја национална федерација ќе му додели одличен бонус од 25.000 швајцарски франци. Дури и клубовите ќе добијат компензација за секој играч што настапува во Катар. Висината на финансиската компензација зависи од пласманот на репрезентацијата и од бројот на деновите кои се минати во Катар. Слична практика воведе од пред неколку години ФИФА. Клубовите кои имаат играчи меѓу 4 првопласирани тимови на првенството добиваат бонус од 400 швајцарски франци по ден. Оние кои ќе се најдат меѓу 5-тото и 8-то ќе добијат 300 франци дневно, додека оние што ќе се пласираат во осми на финалето ќе добијат бонус од 200 франци. Една од најбогатите земји на светот, Катар, за организацијата на светското првенство за ракомет потроши нешто повеќе од 200 милиони евра. Направени се нови спортски арени, од кои по завршувањето на Мундијалот ќе остане само една, а останатите ќе им бидат подарени на суседните земји. Додека катарците повикаа 10.000 луѓе на првенството од цела планета, на кои им се платени сите патни трошоци и сместување. Многу е важно и во репрезентативниот проект доведени се врвни играчи, еден од најдобрите тренери на денешницата, а за сите учесници на шампионскиот тим се обезбедени и вредни награди. Зошто светското првенство во Катар? Земите од заливот преку спортот сакаат да се прикажат себе си во едно позитивно светло, сакаат повеќе да се промовираат во земите со кои имаат добри трговски и војни односи. Ова е прв план, мислиме на САД, Франција и Велика Британија, рече во едно интервју за BBC доктор Кристофер Девисон од Универзитетот во Дуран.
Ова е најубавата девојка која ја бодри македонската ракометна репрезентација во Катар според споделувањето на оваа фотографија на секаде. Фотката ги преплави социјалните мрежи овие денови. Девојката се вика Драгана и од Штип, а живее во Доха. Ги бодри нашите ракометари во Катар во друштво со уште неколку македонки. Коментарите на сите се дека македонките се навистина најубавите жени во светот. И на крајот ни преостанува уште да ја привршиме 11-тото издание од емисиите посветени на ова светско првенство со заклучок дека нашата репрезентација за жал ги заврши на преварите во Катар, дека разочарување апсолутно не е, дека крајниот домат или крајната цел што си ја поставија и ние сите што очекувавме од нив за квалификации за Рио за Олимпијадата не се оствари, меѓутоа има уште шанси, главата горе. Со таква една констатација, ви сакал да ве оставам, почитувани гледачи, во уживање со програмите на Тера телевизија, да ве повикам утре повторно да видиме заедно. Утре се уште 4 надпревари од 8 на финалето, многу интересни надпревари, каде што ќе биде непоследен филтер и веќе после тоа нема слаби надпревари, нема слаби противници, борбите престојуваат и борби за медали, меѓутоа за тоа потоа. Оние кои што сакате нешто пошироко, повелете на порталот tera.mk или репрезентните изданија нашите пред полноќ некаде вечерва или утре околу пладне некаде 12:30, ако не се лажам часот, репрезентното издание на оваа емисија. И со ова ве поздравувам и ви посакувам пријатна вечер со програмите на Тера телевизија.